Добар ден, драги дечиња, јас сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март. Денеска ќе ви раскажам приказна за враќањето на Штркот Штрчко. Односно, ќе се запознаеме со Штркот. Па да започнеме. Драги дечиња, случка е ова една во милион. За Штркот Штрчко, што од југ ни се враќа со авион. Се врати Штрчко од топлите краишта со лесни за кај нас алишта. Секој што го вида, со насмевка го поздрави и добре дојде му посака. На овој поздрав Штрчко возврати: не се ти умор, никаква мака, во ова модерно време, зашто да не леташ со сопствените крилја вака? Го дочека вравчо жолт и со црц ордеса го поздрави Штрчко. Тој: цр, цр, цр. Со патна торба и со билет, кој си го носеше в джеб, се врати нашиот Штрчко од топлите краишта со летни алишта, со што ни ја најави и пролетта, дечиња. Штрчко е долгоног патник со светска слава, облечен по последна светска мода. Но Штрчко заборавил чизми за во вода. Сега Штрчко ќе треба по барите кога ќе гази за жабчиња да лови, бос да гази и од настинки да се пази. Тој господин шарен, важен долг, со клунот што прави штрак, 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 тој жаболовец со нозе долги, но боси, секоја година нам пролетта ни ја носи. Си направи Штрчко и убав дом. Тоа е гнездото на еден оџак, од каде што Штрчко со внимание се ќе следи. На своите нозе долги ќе стои и со вратот свој долг до есента денови ќе брои. Во шумата, дечиња, Штрчко го запраша: зошто се врати во оваа градина? Но умниот Штрчко на сите им одговори: мојата татковина е права сончева долина. Таа е сончева градина, со рози и безпрекорна убавина. Сега, дечиња, ајде повторно да ја повториме содржината на текстот. За која птица се зборуваше во текстот? Дали запомнивте? Потоа, од каде ни дојде Штркот Штрчко? Потоа, како изгледа Штркот Штрчко? И на крај, каде живее, тоест каде се направил гнездо Штркот Штрчко? И како правиме ние? Мисли, мисли, мисли и на секое прашање одговор смисли. И на крај да видиме како би можело ние да си направиме еден Штрчко. Се што ни е потребно е црвен или портокалов колаж за ноџињата и за клунчето на Штрчко, бел лист хартија за главчето, вратот и телото на Штрчко, како и за дел од неговите перја, а исто така ни треба и црн колаж или пак белиот, да го избоиме со црн фломастер или боичка за очињата и дел од црните перја на Штрчко. А зелениот колаж, кој што го гледате, дечиња, можеме да го искористиме за тревите, шумите, долините, каде што Штрчко ужива да престојува. Еве, тука со лепак ги лепиме деловите од телото на Штрчко и
Еве го Штрчко дечиња со својата пријателка, како да ја крстиме Штрчка. Може? Исто така, јас ви давам еден друг предлог, доколку не сте во можност да со колаж направите штрк, еве можете или вашите родители да ви испечатат, или пак да прецртат од тука и вие со вашите вредни рачиња да го избоите телото на Штрчко. А тоа е црвеното или портокалово клунче, негдека ни е дадено како црвено, негдека како портокалово, исто така и ноџињата, и дел од пердувите на Штрчко, кои што се црни, и окцето исто така. Довидување до следното видување, драги мои дечиња. Многу ве сакам и многу ми недостасувате.